Јас земав 100 поени. Оти татко ми покоен инсистираше економија, он беше економист дипломиран. Подобро да одиш на економија да студираш. Реков дај ми шанса ја да конкурирам на медицински. Ако поминувам. Ако не поминува, кога доаѓа пациентот и кога оди на пример со паркинсонизам, доволно ми е од одење веднаш да поставам дијагноза. Ќе ви дојде пациент и ќе ви каже дека има главобол кој што го будат од сон навечер, дека тие болки не реагираат на терапија, дека има чести главоболки, овие се неколку симптоми за да одма го упатите пациентот да направи компјутерска томографија. Што повеќе социјален живот, дружење, што повеќе читање, учење на странски јазици, крстозборки, помагаат превенција, меѓутоа не да не се појави болеста, туку да се одолжи јавувањето на болеста. Лек за деменција нема. Има лекови кои што се даваат за да се подобрат симптомите на пациентот. Во политика јас бев член на помладок на ДПА, кога беше господинот Джафери. И после тоа, он кога си замина, 2007 година, ја комплетно се тргнав. И после тоа бев воопшто не ме интересираше. Не сакав ни да слушнам за политика. Има 3-4 луѓе во животот со кои што сум бил близок пријател и што не зборувам. Со никого не затварам никогаш врата, секогаш отварам, можеби некогаш се дистанцираме, меѓутоа не се лутам и не ги бришам, така да Зијадин Села е едно од поглавијата 3-4 кои што се затворени во мојот живот. Добре дојдовте во уште едно издание на Неформално на Сител подкаст. Денеска малку подобро ќе се запознаеме со актуелниот министер за здравство Арбен Теравари. Господин Теравари, добре дојдовте во Неформално на Сител подкаст. Добро ви најдов и ви благодарам на поканата. Вообичаено на почетокот на овие разговори го запознаваме нашиот гостин. Верувам дека најголем дел од македонската јавност ве познава, но перцепцијата сам за себе е секогаш поинаква. Како Арбен Теравари се доживува самиот себе? Кој е Арбен Теравари всушност? Јас сум гостиварец, кој што е доктор по професија, истовремено од 2011 година и професор на медицински факултет. Во меѓувреме залутав и во политика од 2016 година. Така да, кога ме прашуваат што највише во животот, со што се идентификуваш, ја кажувам дека највише сакам како доктор да работам и впрочем никогаш не престанав да работам како доктор. Иако 2017 бев министер околу 100 дена, продолжив тие 3,5 месеци да работам и како доктор секоја среда. После тоа бев избран за градоначалник на општина Гостивар за 2 мандати и таа функција вршев околу 7 години. Повторно продолжив секоја среда да прегледувам пациенти и сега повторно по втор пат сум министер за здравство веќе 7 месеци и продолжувам повторно секоја среда да бидам во болницата кај што работам, со пациенти, со медицинскиот кадар кој што работи таму. Значи, иако моментално сум во позиција на министер, меѓутоа ја не сакам и никогаш не сум посакувал да бидам кабинетски работник, туку повеќе сакам да бидам меѓу тие со кои што си работел скоро 24-5 години веќе како лекар. Така да, во еден збор, ако ме прашувате, 2 најбитни работи за мене во животот се семејството и професијата доктор. Ќе зборуваме многу повеќе за овие 2 работи, но да ве вратиме на почетоците. Роден гостиварчанец, така? Да. Гостиварец, роден на 9 април 73 година во Гостивар, каде што завршив основно и средно образование и потоа факултетот и продолжив од факултетот тука магистериум, докторат, втора специјализација, прва специјализација и работата во Гостивар работев само околу 4-5 години и после тоа од февруари 2007 година сум вработен во клиниката за неврологија практично околу 18 години. Сега, ако гледаме вака, веројатно поголем дел од животот во Скопје, меѓутоа почетоците, детството се во Гостивар. На што се сеќавате од тој период? Што беше популарно кога Арбен Теравари беше дете? Видете, често се сеќавам на тие моменти, нормално, тоа е најубавиот дел од животот, првите 6-7 години. Ја пораснав во Гостивар до судската зграда, многу блиску до центарот, се вика егејски згради, бидејќи повеќе беа македонци кои што
беа дојдени од егејскиот дел на Македонија, така да во зградата живеевме, бевме мешани, значи турци имаше, албанци бевме, меѓутоа претежно повеќе македонци, и знам дека тој период беше убав, искрено, и луѓето поинаку размислуваа, целите беа поинакви, политиките, не знам, тогаш воопшто како да не интересираше, нормално и деца ние, меѓутоа и повозрастните, знам дека се уште се дружиме тие што живеевме во тој стан, во таа зграда. Се случуваше доручек да се јаде во една куќа, ручек во друга, да се спие заедно, да се игра фудбал заедно, екипа на зградата, па да се поделиме во тимови, па кошарка заедно, па разни тогашни игри, бидејќи немаше тогаш ни телефони, ниту компјутери, ниту ништо, некако животот беше поубав, позабавен, поинтересен и навистина често имам емоции за тој период од животот. Една случка ми се случи пред 4-5 години, 2001 година, имав еден комшија, ќе го спомнам се надевам дека не е лошо, Ристо се викаше, кој што живеевме во иста зграда и сега оне пее песни по кафани, меѓутоа беше многу популарен и низ балканските држави. После, не знам, подолг период, можеби 20-30 години, се доближува, во кафана бев ја, во една кафана во Гостивар, прашува дали ме знаеш, комшија, викам, не се сеќам се, изменети сме и он и јас. Ми кажа дека како се вика и тоа веднаш дружба почна. После тоа се гледавме уште неколку пати во Гостивар, така да сега го имам и телефонскиот број. Сакам да кажам дека навистина живеевме убаво и искрено меѓу нас. Јас секаде многу се фалам со тоа дека првите 5-6 години ги научив трите јазици кои што Тоа сакам да ве највише... прашам, во вашата биографија пишува дека зборувате и турски, и албански, и македонски. Ова е причината поради која што ги зборувате сите јазици? Да, значи Како дете ги научивте? До 6-7 години ја ги зборев сите три јазици. Дури сега полошо зборам отколку тогаш што зборев. Знаете како турскиот го зборував и со дел од семејството, меѓутоа и со пријателите. Албанскиот нормално како мајчин јазик, меѓутоа и јазик кој што го учев во училиште. Меѓутоа македонскиот поради како универзален јазик во зградата, бидејќи да се разбереме сите. Меѓутоа и комшии кои што живеевме во зградата, имаше кои што македонци кои што збореа албански, можеби не перфектно, меѓутоа неколку зборови и турски. Ја мислам дека тоа е богатство на човекот, што повеќе јазици знае. И јас со гордост го кажувам тоа, било кај да одам, дека до 6 години ги научив сите три јазика кои што се најупотребувани јазици во Гостивар, да не речам 99% од населението во Гостивар, па зошто не и во државата над 90% од луѓето ги зборуваат овие три јазици. И знаете како, мене многу ми користеше ова. И како доктор, кога почнав да работам, и како општ доктор, па и како невролог, кога ќе дојде пациент турчин, да зборите 2-3 збора, 5 збора, да започнете комуникација на турски, веднаш се релаксира пациентот, се осеќа покомфорен, да, и почнува да верува повеќе на докторот и почнува послободно да разговара и комуникацијата е многу подобра. Со македонски пациенти нормално македонски, со албански пациенти албански. И јас со гордост го кажувам тоа, ми служеше во животот, а и ги научи во првите неколку години од животот. Вака, вообичаено сликата кај граѓаните во државата е дека со животот најдобро се практикува во општината Гостивар. Би се согласиле дека е така? Апсолутно да. Значи, тоа го тврдам. Во Гостивар само еден период се случи, тоа 96-7, тие превирања, инаку градот е, луѓето се и македонците, и албанците, па и турците попитоми, за разлика од, например, Тетово. Јас сум внук од Тетово, мајка ми од Тетово. Иако сме 25 километри два града еден до друг, гостиварци се генерално, како да речем,
да урбани не можам, меѓутоа Питоми. помирни, кои што се разбираат, соживуваат заедно. Ретко низ градовите во Македонија се случува да во сите кафани, во повеќето кафани се дружат младите, и македонци, и албанци, и турци, спортуваат заедно, во клубовите се мешани, толерантноста е максимална. Така се организирани. Ја кога бев градоначалник почнав со еден проект кој што се викаше Мозаик. Не знам со која организација, ако не грешам со USAID или со UNDP, тоа беше деца во градинка, значи зборуваме за 1 година, 2 години, 3 годишни деца, да направиме да бидат во иста соба и македонци, турци и албанци. Тоа беше прекрасно. Значи, имаше фантастичен одзив кај граѓаните, потоа бара и повеќето родители да се организираат и повеќе класови така, за да се дружат, се запознаваат, да немаат бариери меѓу нив, а истовремено и да си ги учат зборовите кои што ги користат децата. Ја мислам дека тој проект се уште продолжува во Гостивар, меѓутоа тоа треба, мое мислење, на ниво на државата да се размислува таму кај што се мултиетнички средините. Меѓутоа важно и граѓаните како го прифаќаат. Гледаме дека во Гостивар тоа добро го прифаќаат како фантастично беше можност. прифатено, дури имаше притисок за да влегуваат деца во тие групи. Господин Таравари, споменавте дека стиграле фудбал, стиграле кошарка во мало со другарите, меѓутоа има ли некој спорт кој што беше особено важен за Арвен Таравари? Кошарка и фудбал беа најпопуларни спортови во наше време, и скијање нормално. Бидејќи Маврово е блиску, меѓутоа и попова шапка често со братучедите од страна на мајка ми, тие се од Тетово. Нормално во мало највише игравме фудбал и во училиште се случуваше, сега се сеќавам, да одиме на пример 7:30 почнуваат часови, ние одевме малце порано, 15 до 7, една утакмица на брзина, после тоа испотени така во училиште и после училиште повторно продолжуваме со фудбал или кошарка. Тие беа спортови и ракомет. Гостивар има многу добра традиција со ракомет, меѓутоа мене не ме биваше за тоа, не бев баш спретен, а со фудбал и со кошарка игравме релативно добро, не викам никогаш професионално, меѓутоа детството до околу 17-18 години можам да кажам можеби 2-3 дена неделно се играше или фудбал или кошарка. Денеска спортувате нешто? Ретко, кошарка веќе многу ретко, а трчање да, бициклизмот од пред 10 години почнав, имав проблеми со грбот и почнав да возам точак и се уште тоа го правам кога е времето подобро нормално, по околу 40-50 километри секако. Генерално по Гостивар низ планините има убави терени, некогаш ми доаѓа кога бев градоначалник и одредени амбасадори да се возиме заедно, навистина природата е фантастична. Во Скопје генерално во кејот или доводно со точак или пешки и трчање со трака дома. Тоа ми е секое утро, ако не секое, ама 5 дена неделно сигурно, 30 минути до 40 минути брзо одење во трака и после туш и на работа. А каков навивач сте? Сакате да гледате спорт на телевизија? Да, порано многу почесто. Сега ги гледам само тие што се поинтересни надпревари. Кои се поинтересни? Па, например, Реал Барселона. Бидејќи децата навиваат за Барселона и мене ме доживуваат како човек кој што навива за Барселона. Бидејќи децата навиваат за Барселона, повеќе кога играше Меси за Барселона отколку сега, последно време не сум баш up to date што се случува, меѓутоа кога има светско првенство, последните 4-5 утакмици, четвртфинале, полуфинале и финале ги гледам секако. Сега кога има куп на шампиони, полуфинале, финале ги гледам, меѓутоа вака да ги следам првенства низ државите во Европа, тоа немам баш време. А во Македонија следите фудбал? Понекогаш Гостивар го гледав, меѓутоа знам информативно, меѓутоа да одам да гледам специјално утакмици не.
А бидејќи гостивар дојдоа турци, од Турција одредени бизнисмени кои што го земаа клубот под концесија и направија добри резултати. Се ако не грешам, се меѓу првите 4-5 клубови инвестираа доста во играчи, во човечки ресурси. Сум бил неколку утакмици. Убаво е да се оди на надпревар, фудбалски надпревар. Така да не можам да кажам дека го следам редовно спортот, меѓутоа генерално информации има. Ќе вратам повторно во друг дел од младоста, во училиштето. Какви ви се сеќавањата поврзани со училиштето или што беше омилениот предмет на Армен Таравари? Па, училиштето, основното училиште, бевме, сите викаат за себе, бевме најдобра генерација, меѓутоа релативно добра генерација. Например, пратеникот Халил Снопче ми беше во ист клас учевме. Бившиот министер за екологија Неџати Јакупи исто така беше во ист клас бевме. Од тој клас што почнавме прво оделение, од 42-ца, ако не грешам, околу 15-16 се доктори, а дипломирани се околу 30 од таа генерација, што е релативно добар успех. Значи добра конкуренција сте биле во добра конкуренција, повеќе познати личности во универзитетските кругови, кои што се професори по различни предмети, па и доктори кои што се универзитетски професори сега, и доктори кои што работиме во клинички центар или во другите клинички болници, така да релативно добра конкуренција. Мене како предмет кој што највише го сакавме и се надпреварувавме беше некако математика. Ама нели Халил Снопче Он е професор по математика, он и татко му беше наставник по математика и он беше најдобар од сите по математика и успеваше на надпревари да земе подобри места од сите нас. Брат му, кој што е помлад на Халил Снопче, се вика Илир Снопче, успеа единствен студент во Скопје на природно-математички факултет да заврши со просек 10. Успеа на светско ниво да докторира во Америка, сега работи како универзитетски професор во Германија, така да, а он е помлад од нас сигурно 7-8 години. Така да математика ни беше предмет интересен, хемија, биологија исто така, а по јазици јас лично бев релативно слаб. Да. И ден денешен ни еден јазик не ми е баш како што треба. Господин Таравари, средно медицинско во Гостивар, така? Не, гимназија, меѓутоа тоа беше правец биотехнологија, кај што повеќе беа биолошки предмети и хемиски предмети. И што се сеќавате од средношколските денови? Средношколски години повторно фантастични професори, за жал квалитетот на образованието во Гостивар, сегашните професори тогашните се разликуваат. Например, ја имав чест да еден од професорите, например, хемија, ни предава Агрон Река, кој што беше универзитетски професор, подосна стана и ректор, сега е покоен ректор на Тетовски универзитет. Или професорот Ќани од физика, кој што беше исто така универзитетски професор од педагошки факултет, се врати во Гостивар да предава, па предмети по биологија и хемија. Значи бевме релативно добри и ја сите тие придобивки од средно училиште, од тие квалитетни професори, ја после гледав кога се запишав на факултет тука во Скопје, на медицински факултет, например имаше приемен испит. И во приемен испит имаше биологија и хемија, беа два предмети кои што се полага и ја земав 100 поени. Оти татко ми покоен инсистираше економија, он беше економист дипломиран, подобро да одиш на економија да студираш. Реков, дај ми шанса ја да конкурирам на медицински. Ако поминам, поминува. Ако не поминува, и успеав, например, 40 поени беа од успехот и 30 поени од биологија, 30 поени од хемија. Успеав од тие професори кои што не подготвува и не уча, да добиам максимални поени, а и потоа кога полагав испити, например хемија, ми требаше само една недела, 10 дена да учам, бидејќи имавме и повеќе предмети по хемија, не беше само општа хемија, аналитичка хемија, биохемија или биологија предметот кога го полагав, ми беше многу лесно на факултетот во ПМФ го полагавме.
но да речам 2 недели учење и да поминеш да земеш добра оценка, 9 или 10 или. Така да повторно од средно училиште, значи што е тоа што е останато во мозокот се добри наставници, добри другари, кои што после тоа нормално секој по свој пат, и спортот. И тогаш доста после училиште се играше фудбал, кошарка, тоа беше редовна активност. Ви зборувам за период кога 88-92, кога немаше ниту компјутер, Commodore 64 јас имав дома и го користев, и тоа беа игри кои што веќе ако им покажеш на децата ќе се смеат. Како се забавувавте во тоа време младите, или што беше популарно помеѓу младите во тоа време? Највише беше спортот. Тоа беше топ тема. Спортот највише за тоа се зборуваше. Надпревари турнири кои што се организира и во фудбал и во кошарка. Овие социјални игри, шах, Оксан има една игра, се вика. И дружењето така беше навечер. Оксан тоа е како бридж со карти, меѓутоа тоа се со плочки кои што се ставаат и треба да се поредат. Многу слично на бридж играта која што се игра со карти, меѓутоа ова е некоја игра која што се користи многу почајджилниците во Гостивар. Излегувањето навечер беше почесто, повеќе спортување и после навечер дома си, утре продолжуваш со училиште или евентуално ако излегуваме, тоа беа социјални игри, ви велам, или карти се игра, или шах се игра, турнири чести. Немало кафичи, забави. Имаше кафичи, да, секако имаше кафичи, меѓутоа некако беа скапи, ние како деца во кафичи многу помалку. Сега нормално децата излегуваат многу повеќе и кафичите се 90% со деца од средно, што не е во ред според мене. После 18 години окей. Меѓутоа бевме стрикни, барем можеби едукацијата беше така, против пушење, алкохол, никако, спортски дух и надпреварување, например, со знаење, со одредени тести игрички кои што ги имавме, ги подготвувавме, или како крстозбор. Имаше некои игри со зборови, кажи, со 5 букви, главен град на некоја држава, која што почнува со М, например. Имаше такви, сега не се сеќавам точно, меѓутоа, генерално ќе кажам, според мене многу поубав беше животот тогаш, отколку сега, кога ги гледам децата дека повеќе виртуелно живеат, отколку се дружат едни со други. И медицински факултет запишувате во Скопје, така? Да. Живеевте во студентски дом, или? Еден период бе во студентски дом, еден во кој период... студентски дом? Оваа што е, како се викаше, до позади Нова Македонија. Кузман, да, во Кузман бев 2 години и во приватен стан со пријатели. Какви ви се сеќавањата од студентскиот дом Кузман? Моментално е во фаза на реновирање, меѓутоа таму многу луѓе доживеале убави спомени. Убави ли се вашите спомени од Убави, Кузман? перфектни, и дружење. Видете, ако е за дружење, во Кузман бев последните година и пол од студирањето. Тогаш кога имав највише да учам, тогаш бев во приватен стан. Убаво, нормално. Колеги повеќе, цимери, процимери, дружење, учење, за испит изборување, кој испит што се прашува повише, на што треба повеќе да се внимава, кој професор каков е. Кујната беше перфектна тогаш, сега не знам како е, не сум бил одамна. Секако дека убаво е, секаде кај што одат повеќе луѓе и живеат заедно, например и во Бунец ние одевме како деца, и преку лето и преку зима одев јас. Убаво беше дружењето. 300-400 деца, почнуваше денот со утринска гимнастика, потоа скијање ако е преку зима, ако е преку лето пешачење низ планините во Маврово. За жал и тој центар сега го гледам Бунец, тоа беше детско-рекреативен центар и тоа се уништи. После тоа имаше терен за фудбал и за кошарка, турнири, па надпревари за пеење, кој игра поубаво, квиз надпревари, кои што беа интересни и убави, и тоа се тие сеќавања кои што останале од детство. Како го паметите студирањето на медицинскиот факултет?
кој професор ви остави најголем впечаток? Ете, беа 6 години во кои што тогаш сега гледам студентите повеќе одат на просек. Јас воопшто не размислував за просек, мене беше многу битно да не трошам, да не изгубам година и многу ми беше важно татко ми, бидејќи он работеше, он ме финансираше, да не го разочарам, да плаќа повеќе уште една година. Имаше беа плејада на многу добри професори кои што предаваа на медицински факултет. Можам да кажам дека во почеток имаше одредени предрасуди. Ние бевме генерација кај што имаше повеќе албанци. Порано многу помалку биле, нели тогаш веќе Македонија беше независна држава, ова ви зборам за септември или октомври 92 година. И со пријатели кои што беа колеги, студенти исто кои што беа од Источна Македонија, за жал постоја предрасуди дека не знаат, не учат. Меѓутоа се дружевме и после станавме многу добри пријатели, другари и како генерација мислам дека таа генерација на студенти на медицински факултет сите беа квалитетни и јас меѓу нив. Ги тргнавме тие бариери и предрасуди. Значи и се дружевме заедно и учевме заедно, зборам македонци, албанци, турци немаше еден, двајца, тројца беа, ми се чини. Дека и албанците може да добијат оценка 10 и дека можат да учат, иако не е мајчин јазик, малце е потешко отколку тие што име мајчин јазик македонскиот јазик. Иако имаше предрасуди дека по средните училишта може би е послабо во Тетово или во Гостивар, меѓутоа со квалитетните професори што ги кажав малце порано, се разбија и тие предрасуди. Например, ја физика добив, беше прекрасен професор Гичевски, прекрасен, фантастичен професор, кој стана, ја земав оценка 9, ми даде рака, рече, фантастично, ова е прекрасно одговарање. Значи 10 не земав, ретко некој земаше. Хемија, например, исто така професор кој што беше многу ригорозен, многу строг. Поминавме од прво без никаков проблем. Професори сега беа повеќе, ја некој да кажам посебно, ја беа кажал мојата менторка која што беше после и на магистериум и на докторат, професор Вера Петрова на неврологија, посебен авторитет и која што бараше дисциплина од специјализантите и од магистрантите и од докторантите. Например, министерката актуелната Весна Јаневска беше една од подобрите тогаш асистенти на патологија, професор Серафимовски, кој што беше на патофизиологија, беше авторитет. Знам, тоа беше најтежок предмет, патофизиологија на медицински факултет. Јас од прва положив и потоа се сеќавам и тоа ми остави посебен впечаток. Сега е покоен професорот Серафимовски. Он кон крајот на животот, значи последните 5-6 години боледуваше од паркинсонизам. И, например, не прифаќаше да се лекува кај друг. Значи, инсистираше, јас сум бил и дома кај него, доаѓаше исто на клиника, а последната година и пол беше тешко подвижен и се случуваше често да одам и инсистираше само кај таравари, не одам кај друг. Тоа и докторирав ја и го работев повеќе на клиниката за неврофизиологија, кај што работев пред да влезам во политика и сега кај што работам. Така да има и лоши впечатоци на медицински факултет. Например, имаше некогаш и да не даде добра оценка поради името. Ја не би сакал да ги памтам тие 5-6%, 10% од професорите. Си поминал, меѓутоа со колегите со кои што одговараш, сите викаат не беше баш за седмица, одговори многу подобро, отколку толку, меѓутоа тоа е тоа. Тогаш не ни беше битно колку ќе земам оценка. Битно ми беше да поминам, да не изгубиме година, да нема трошоци за семејството. Каде работевте како доктор по општа пракса?
Прво работно место ми беше средно медицинско училиште во Тетово. Откако завршив медицински факултет, тоа е 98 година, дипломирав, например, во јуни, септември почнуваше учебната година, веднаш ме викна во Тетово, директорот слушнал од некого и ме повика дали би сакал да предаваш во средно медицинско. Тогаш интересно ми изгледаше, реков, немам друга работа, би дошол. Во меѓувреме работев и во кампот во Непроштен имаше. Тогаш беше таа во 99-та. 98-та почнав, 99-та почнав да работам и во кампот во Непроштено и во Чегране паралелно и да предавам во средно медицинско во Тетово. После тоа се вработувам во 2000-та година во Гостивар, 1 мај, како општ доктор во вакцинации, па после во ургентен центар. 2002 година добивам специализација, неврологија. 2006 завршувам специализација неврологија, веднаш почнувам магистерски студии, исто во Скопје. 2008 година завршувам, магистрирам во Скопје, исто на епидемиологија на паркинсонизам. И потоа 2010 бранам докторска теза исто во Скопје за генетика на паркинсонизам. И од 2011 година како научен соработник предавам на медицински факултет. Во меѓувреме имав среќа што во 1999 година имаше реформи во здравството во Македонија. И се инсистираше на континуирана медицинска едукација. И тоа беа врвни професори од некоја агенција од Англија, која што беше ангажирана за тренирање на тренери во Македонија, на едукатори. И тогаш ја конкурирав на тој конкурс, без да познавам никого, конкурирав и бев примен да бидам како едукатор, да бидам едуциран. Тоа беше период на 2000-та, конкурирав, 2001 беше војната. Во тој период ние за Велес патував секој ден. Меѓутоа, тоа беше фантастично искуство. Бевме околу 40-45 колеги од цела Македонија, кои што беа едуцирани и подготвени од комуникацијски вештини, од начин на предавање, од како да се работи во мали групи, како да се предава практично за одредени вежби и да речам медицински искуства. Така после тоа почнавме да едуцираме доктори. И ја бев еден од едукаторите, иако тогаш 27-8 годишен, држев предавања на доктори кои што се над 40 години генерално, беа општи доктори. Потоа почна специализација семејна медицина во Македонија и континуирана медицинска едукација помина во специализација за семејна медицина и тука завршив и таа како втора специализација и работев и на катедрата, освен на неврологија и на катедрата за семејна медицина. Денеска се доживувате како строг професор? Мислам дека не. Моето искуство е барем во овие курсеви што ги државме, а беа стотици. Евалуација имаше после курсот од докторите. Например, какви се предавањата на таравари, клинички вештини, тоа што работевме во мали групи, како да се прегледуваат кранијални нерви, како да се прегледува сензибилитет, како да се прегледува уво. На општ доктор му објаснувавме ние, еден од нас едукаторите. Евалуацијата беше фантастична. Дури многу повеќе од колку што очекував. Јас сум многу горд што и на медицински факултет 2013, 14, 15 почна евалуација од студентите за професорите. Ја тогаш работев и како асистент, меѓутоа и предавав 1 до 2 часа. Иако тогаш бев виш научен соработник, евалуацијата беше прекрасна. Значи, ако е максимум, например, 5, ја добивав оценка од вкупно 4,88, 4,90. Можам да кажам, можеби меѓу 5-10 најдобри предавачи во медицински факултет. Меѓутоа и работев. Искрено, тие што ќе ме слушаат во оваа емисија, кои што ми биле студенти,
знаат дека со студентите вежби обично некои асистенти знаат само да им кажат дојдете, потпишете се, одете. Ги држев по 3-4 часа објаснување, па на дежурства заедно со мене ги земав, па во амбуланта заедно да прегледуваме пациенти и почнуваат тие студенти со кои што работиш да ја сакаат неврологија. Неврологија не беше некоја многу атрактивен предмет кој што сакаа да специализираат. Потоа се покажа еден голем интерес од неврологија, така да дали бев строг професор, не верувам, коректен, генерално кога ги прашувам студентите и денеска, кога ги прашувам, ги оценувам по прашање. 4 прашања, на крај ги собираме 4 оценки за 4 прашања и излегува просечната оценка, секогаш плюс давам нешто, 0,3, 0,4, само да биде задоволен студентот, меѓутоа да ги има и базичните знаења, да не биде, има некогаш прекинувам испит за 4-5 минути кога ќе утне нешто што е многу битно, бидејќи јас секогаш им кажувам, вие сте идни доктори, вие сте луѓе кои што утре ќе одите во вашите ординации и треба да се справувате со пациентите. Работат со живот. Да, кога ќе сгреши нешто што е катастрофална грешка, тогаш веднаш прекинувам со испит. А ако е нешто што е ситница, генерално мислам дека јас за себе зборувам коректно. Се обидував да бидам коректен. Велите дека не била многу популарна неврологијата, меѓутоа зошто Арбен Теревари се одлучи за неврологија? Па кога конкуриравме, видете, сега е многу поинако. Има приватни специализации, има врски. Ја кога дипломирав, татко ми беше економист, никогаш не имал работа со... И прв пат татко ми, покоен дојде на медицински факултет 2006 година, кога бранев магистериум. Прв пат тогаш дојде, не знаеш ни каде одам јас. Воопшто. Дојдеше да ме посетува во Скопје, меѓутоа никогаш. Тогаш кога се делеа специализации во Гостивар, ја кога конкурирав, тоа е 2002 година, имаше судска медицина, анестезиологија, педиатрија, неврологија и псијатрија, ако не грешам сега. И од комисијата мене беше определено неврологија. Во почеток и не бев многу задоволен, меѓутоа реков ќе почнам и во меѓувреме ќе видам, ако не ми се допаѓа, дали можам да сменам нешто. Меѓутоа искрено денеска да ми кажат смени ја неврологија, никогаш не би ја сменил. Работев генерално на неврологија, се насочив повеќе кон мигрени и болни синдроми и исто така кон невродегенеративни заболувања, паркинсонизам и деменции. И искрено има фармацевски куќи кои што промовираат лекови. Сега повторно зборувам и има сигурно од фармацевските куќи кои што ги промовираат нивните лекови кои што се користат за овие болести. И искрено верувајте, повторно јас бев доктор на науки, виш научен соработник, меѓутоа имаше и многу колеги на клиниката кои што се квалитетни и добри. Во повеќето симпозиуми, конгреси ме бара да ги представам нивните лекови, а почнавме и проекти, работиме сериозни проекти со Хрватска, со Словенија, со Србија, потоа ја вклучивме и Косово, со Албанија. Тоа беа проекти кои што се изведува во повеќе држави. И за тестирање на одредени лекови, на одредени методи. И тој период беше фантастичен. Дури првиот Балкански невродегенеративен конгрес го организиравме прв пат во Скопје во 2014 година и успеавме најголемите авторитети за тие болести од регионот да ги донесеме во Скопје да предаваат и ние нормално имавме предавања тука, така да мислам дека доста во соработка посебно со Загреб, Лјубљана и Белград направивме за да дијагнозата и третманот на пациентите со Паркинсонова болест и деменција да ги унапредиме. Денеска сте еден од најголемите професионалци во оваа област. Ќе ве прашам за тоа, но претходно сакам да го искористам моментот. Рековте дека почнавте со мигрените како специјалност. Ајде да бидеме малку корисни за нашите гледачи. Што е мигрена, како и кога се појавува? Мигрените се чести главоболки, генерално генетски. Значи, повеќе од половина од пациентите, ако ги прашате дали некој во семејството имал, ви кажува дека има. Обично
ние викаме како хемикранија, значи болка во половина од главата. Кај некои пациенти е секогаш на истата страна, кај други пациенти се менува неизменично десно или лево. Меѓутоа не само главоболка, туку главоболка која што трае 4 до 72 часа. Таква е и дефиницијата. Значи, кога ги прашуваме пациентите кои што викаат половина од главата ме боли, ги прашуваме колку трае приближно. Ако е помалку од 4 часа, значи не е мигрена. И ако е подолго од 72 часа, повторно не е мигрена, размислуваме за друго нешто. Меѓутоа, не само да траат толку, туку да бидат пропратени и со одредени симптоми. Што им пречи на пациентите со мигрена? Кажуваат дека им пречи светло, дека им пречи звук кај што има повеќе. Меѓутоа, често имаат и нагон за повраќање и гадење. Ако некој од пациентите ви каже дека половина глава му боли, еднаш месечно, со траење од 4 часа и повеќе, со гадење, повраќање и пречи светло и звук, најверојатно тоа е мигрена, меѓутоа не може да се постави диагноза, треба да се направат испитувања, да се исклучи дека нема друго нешто, бидејќи нема метод со кој што ќе поставиш диагноза, ќе речеш ова е дефинитивно мигрена. Туку треба да се елиминираат другите можни диагнози кои што даваат симптоми слични на мигрената. За 2 минути толку за мигрена. И сега сакам да прашам, сум слушнал дека знаете некого во обичен разговор да препознаете дали некој има некаков проблем. Можно ли е тоа така на обичен разговор да препознаете дали има некој некаков проблем? Не, генерално за, например, за деменција и за паркинсонизам, тоа се гледа. Има еден познат професор од Англија кој што често кажуваше дека кога доаѓа пациентот и кога оди, например, со паркинсонизам, доволно ми е од одење веднаш да поставам диагноза. За деменции ви требаат, за деменции се за објаснување заборавеност, атеросклероза, тоа што викаат, ви треба само неколку реченици со пациентот за да констатирате дека не памти баш добро, дека ги меша зборовите, дека има заборавеност, а за паркинсонизмот е забавеност генерално, тресење на рака, став на телото нанапред, вкочанетост. И кога влегува пациентот и седнува, доволни ви е од почеток да знаете дека е паркинсонизам. И после да одредите точно која диагноза, а за деменции ви требаат не повеќе од 2 минути конверзација со пациентот за да поставите диагноза. За другите пациенти кои што се со одредени невролошки заболувања, ви требаат нормално неколку прашања и подпрашања за да кажете дека дефинитивно пациентот ја има оваа диагноза. Може да препознаете дали некој има тумор на мозок или нема? Не, нема шанси. Меѓутоа, кога ќе ви дојде пациент и ќе ви каже дека има главоболки кои што го будат од сон навечер, дека тие болки не реагираат на терапија, дека има чести главоболки, овие се неколку симптоми за да одма го упатите пациентот да направи компјутерска томографија. Значи, генерално мигрените се чести главоболки. Многу почести отколку туморските болки, например, на глава. Меѓутоа, мигрените пациентите спијат навечер и не ги буди од сон. А кај туморите, пациентите се жалат дека преку ден имаат, и ако заспијат со одредени анксиолитици, повторно силната болка и гадење и повраќање ги буди од сон. Тогаш е аларм дека треба да се сними пациентот. Сега мозокот е толку комплициран што се уште до крај не ги знаеме сите работи за мозокот, но ќе ве прашам како професионалец, може ли некако да влијаеме, да го тренираме мозокот, да го вежбаме, да си помогнеме сами на себе? Зависи за... Од младоста за да би имале корист кога ќе бидеме возрастни? Зависи сега, зависи за што размислуваме. Одредени работи не зависат од нас, одредени работи се генетски определени и ние не можеме да ги менуваме. Например, ако зборуваме за карактер на луѓе, веќе психолозите зборуваат дека тоа се ствара додека е ембрионот, од тогаш почнува и до 5-6 години Фројд вели дека завршува со оформувањето на карактерот на човекот. После тоа е само модулирање. Меѓутоа не може повеќе да се смени. Ако зборуваме за одредени вештини,
например кај спортисти или кај математичари или кај физичари, и тоа се ја мислам дека повеќе предиспозиција кои што го имаат одредени луѓе и тоа зависи од нив колку ќе го искористуваат тоа. Често кажувам, например, доктор Ферит Мурат, кој што е Нобеловец од Македонија, татко му се родил во Гостивар, а он се родил во Америка, да живееше и да работеше во Македонија, можеби ќе беше просечен доктор со просечна плата и ништо повеќе. Или некои од фудбалерите кои што имаат шанса, бидејќи нивните родители се надвор и играат во некоја добра екипа и после имаат предиспозиција веќе да бидат. Имавме во репрезентацијата на Германија пред 10 години, кој што беше Шкодран Мустафа, кој што е од Гостивар, кој што имаше шанса да одиде, а играше како во помладокот на Гостивар и стана тогаш Германија стана европски шампион, он беше во тимот кој што играше, во првите 11 луѓе. Меѓутоа, да останеше во Гостивар, ќе беше просечен играч кој што игра за Вардар, Шкандија или Гостивар или не знам што. Значи важна е средината. Апсолутно, многу е важно средината, посебно за одредени луѓе. Ние во генерација, сега пак ме враќаш во детството, имавме еден другар кој што беше фантастичен спортист. Тоа беше талент. Значи, он фудбал беше најдобар, кошарка беше најдобар, одбојка беше најдобар, ракомет беше најдобар. Например, не знаеше да скија. Прв пат го земаме да доаѓа на скијање со нас. Од тој ден, кога прв пат се качува на ски, од тој ден тој е подобар од сите. Значи, такви вештини за спорт, меѓутоа, тоаш беше друго време. Остана во Гостивар, денеска работи за наечија. Штета што да беше сега тој дете, можеби ќе можеше да пробие ни светот и да стане можеби многу успешен фудбалер или нема висина за кошарка, меѓутоа има такви вештини. Така да сакам да кажам, одредени работи се предиспозирани. Тие што имаат таленти, само и треба околина која што ќе им овозможи да го развијат талентот. А на физички аспект повторно мислам дека многу зависи од трудот и колку човекот сака да постигне нешто. Секогаш кој викаше Ајнштајн, ми се чини дека талентот е 10%, 90% е колку работи. И ја продолжувам да мислам дека посебно за професионалците и за просечните луѓе, не за талентираните, секогаш е кој колку е одан на работата и колку работи. Знаете што мислев, од кој аспект? Велот, ако решавате крстозбор, ќе одржувате виталноста на мозокот. Има ли вистина во ова? Дали е ова точно? Апсолутно, значи постојат студии кои што покажуваат дека што повеќе социјален живот, дружење, што повеќе читање, учење на странски јазици, крстозборки помагаат во превенција, меѓутоа не да не се појави болеста, туку да се одолжи јавувањето на болеста, бидејќи тоа се за луѓе кои што се со деменција, со заборавеност. Значи, кај нив што е проблем? Проблемот е што се намалува бројот на синапсите. Синапси се местата кај што се врзуваат невроните, тоа се клетки, мозочни клетки, за да се развијат и да се одржат синапсите што повеќе, ни треба интелектуална активност, гледање телевизија, читање книга. И не случајно, ако одите по западни држави, ќе видите повеќе повозрасни луѓе кои што и во автобус читаат нешто, луѓе кои што на 80 години почнуваат да го учат јапонскиот јазик, чисто да го држат во тонус. Ја често мозокот да биде активен, така? Активен. Мозокот е слично како мускулите. Ако не ги користите, тие се сушат. Ако вежбате и ги користите, тие се во добра форма. Исто и со мозокот. Ако не ги користите, не го користите, не го ангажирате, он почнува полека да се намалува. И возраста си го прави своето, да, хипотрофира, па понатаму и да атрофира. Ако го држите нон-стоп со интелектуална активност, меѓутоа не само интелектуална, и физичката активност доста помага во превенција за подоцно јавување на
одредени болести кои што се болести на возрастни луѓе. Сега вака пред повеќе години сум разговарал со луѓе кои што имаат член во семејството, кои што има деменција и велат не виден пресврт ни се случи кога го заменивме претходниот доктор со доктор Таравари, ни даде терапија која што го смени буквално пациентот. Можно ли е тоа навистина така со терапија да се промени како некој човек функционира иако има деменција? Лек за деменција нема. Има лекови кои што се даваат за да се подобрат симптомите на пациентот. Меѓутоа, повторно тоа трае неколку години и после тоа повторно почнува пациентот полека да декомпензира и да се влошуваат симптомите. Меѓутоа, за семејството тие 4-5 години на подобрување на квалитет на живот е многу битен. Има филм еден кој што е фантастичен, The Father. Со сега глумецот не се сеќавам точно кој беше, меѓутоа е прекрасен филм за човек кој што боледува од деменција и режисерот не знам кој, меѓутоа фантастичен режисер, алал нека му е, го опишува како семејството го гледа пациентот со деменција и како пациентот се доживува од внатре кога ги гледа луѓето околу него за време на развојот на болеста. И јас на пример, татко ми на околу пред да почне на 80 години веќе почна да развива одредени симптоми на деменција. Тоа беа почетни симптоми. Меѓутоа и емоционално, ја на пример кога го гледав тој филм, навистина се човек кој што разбира од таа болест, како го доживува човек, како гледа од внатре човекот кој што е со деменција, навистина е прекрасен филм и тие што има такви пациенти или ги интересира оваа работа, ја најискрено би им препорачал да го видат. Да, многу е тешко кога работите на специјалност за која што нема лек во која што може само да помогнете работите да бидат барем малку подобри. Има ли воопшто некаква надеж дека некогаш ќе се најде лек за ова? Секако дека има надеж за повеќе болести кои што биле пред 30-40 години, да речам, научна фантастика да се лекуваат, сега се обични болести кои се третираат рутински. Невродегенеративните болести, паркинсонизмот и деменциите се сега има повеќе студии, меѓутоа нема нешто револуционерно. Меѓутоа има надеж, бидејќи одредени лекови кои што се користат, сега нема да ги спомнам бидејќи не е етички, кои што се користат за одредени интернистички болести, посебно за диабетот, се лекови кои што можеби се потенцијални кандидати кои што може да помогнат за да ги намалат таложењето на бета-амилоидот. Бета-амилоидот е протеин кој што се таложи во синапсите и надвор од клетките и кој што ги оштетува нервните клетки. Шансите се огромни, еден од потенцијалните лекови кои што се користат за диабетот да имаат добар ефект во превенција на деменциите. За Паркинсонот се уште нема нешто што ветува, меѓутоа се работи интензивно. Така да не би кажал дека во скора иднина, меѓутоа секако очекувањата се огромни дека ќе се најде нешто и за невродегенеративните болести, за да ги излечеме, не можеме да кажеме, меѓутоа да се продолжи животниот да се продолжи квалитетот на животниот, да. Сега морам да ве прашам уште нешто кога ги споменавте лековите. Многу пати сум слушнал дека овие антидепресиви кои што знаеме колку често се користат од пациентите кај нас, од луѓето, сами одат на рака во аптека, се земаат диазепам и слични такви лекови. Дали е вистина дека овие лекарства влијаат на можноста да се развие деменција во подоцнежна фаза од животот? Секако дека да, и пишува ако ги земете прирачниците внатре што пишува во лековите, пишува анксиолитиците, а најчесто користени анксиолитици се хелексот, хелексот се алпразоламот, да кажам, хемиското име, диазепамот, бромазепамот, што најчесто нашата популација ги користи, значи не се антидепресиви, туку анксиолитици, меѓутоа, за жал и антидепресивите се користат доста.
сега има нова генерација на антидепресиви кои што се користат се повеќе. Многу помалку се штетни, меѓутоа се штетни. И сите овие лекови секако дека освен што подобруваат состојба на пациентите за неколку часа или за кај антидепресивите ако треба да се користат подолго, имаат и нус ефекти, меѓу тие нус ефекти се и штетата што им прави на нервните клетки, а секое уништување, секое намалување на бројот, на вкупниот број на нервните клетки, па и масата на мозокот, на тежината мозокот, влијае врз намалување на когнитивните капацитети на луѓето. Посебно ако тоа се зема на своја рака без консултација И посебно ако се доктор, без претерува, да, секако дека влијае негативно и затоа инсистирањето, ја гледам дека се повеќе се почитува низ Скопје, не може да се земе таблети диазепам без рецепт, меѓутоа треба да бидеме стрикни и да се обидеме што помалку да се злоупотребуваат непотребната употреба на овие лекови. Ајде малку за приватниот живот пред да преминеме на политиката. Сопруг и татко на 2 деца. Како дома функционира Арбен Таравари? Па релативно добро. Живеам со мајка ми и со жена ми. Големиот син работи за компанија која што е од Дубај. Он работи од тука од дистанца, повеќе е во Гостивар, таму им се канцелариите. Малиот син студира во Солун, така да... Нешто се поврзани со медицината или не? Не, воопшто големиот е информатичар, заврши во Штуловиот универзитет, малиот исто така и информатика со менаџмент нешто студира. Жена ми е албанолог, заврши европски студии, докторира исто и таа овде на Филозофски факултет за европски студии. Така да, за жал, последно време се помалку дома. Сме поврзани како семејство, ги искористуваме тие таа малку можност што имаме да бидеме заедно. Знаеме да организираме во викенд сите да се собереме, да бидеме заедно неколку часа. Обично сабота и недела сите активности ги оставам после 12 и тоа ми е како ритуал, значи сите заедно да доручкуваме, да пиеме кафе и после тоа секој по свој пат. Инаку преку недела не може така да се организира, преку недела се станува порано, секој си оди по својата работа. Меѓутоа, мислам не, туку сигурен сум дека и како фамилија Таравари, например, е огромна фамилија во Гостивар, околу 400-500 луѓе се со презиме Таравари. Сите ви се роднини? Па некои поблиски, некои подалечни, ама сите се роднини од исто стебло. Сме фамилија која што е релативно со добра репутација. Например, во моето семејство, поблиското, првите братучеди, сме околу 5-6 доктори. Тројца, четворица инженери, двајца стоматолози, значи од барем во Гостивар се смета за едно од повлијателните семејства, меѓутоа и поврзани многу едни со други. Така да времето се и динамиката на живење го прави своето. Се гледаме само за можеби празници, Бајрам, Рамазан, тоа што се нашите празници кога се собираме повеќе членови од семејството. Многу ми значи семејството. Еден од фундаментите на секое општество, според мене, барем таква сме едуцирани, е семејството. Значи, пред се и над се за мене е семејството, после се друго доаѓа. Колку помагате дома околу домашните обврски? Знае нешто да заврши дома? Реално многу малку. Нора е жена ми која што практично и маж и жена во куќата. Ја повеќе кога треба да се купува нешто заедно, кога треба нешто да се помага, да се носи низ дома, да се инаку за спремање за кујна не ме бива за тоа многу. Меѓутоа, кога треба нешто да и се помогне повеќе, да речем, во физички активности, физички дома да се тргне нешто, да се носи, тогаш тука сум јас. Не ме прашав, сте служиле воен рок? И што мислите за ова? Не, ние бевме, значи, гимназија ја завршив 92 година и тогаш баш беше распадот на Југославија. После тоа
тоа имаше, нели се оформи македонска војска, ако студираше не одеше на ослужување на воен рок, тие што завршија 91 ги фати војната и отидоа. Тие што беа една генерација пред нас, ние завршивме и не беше некако после почна, не беше задолжително одењето и не сум служил воен рок. А што мислите по ова прашање? Треба да биде задолжително или да А остане? убаво е тоа да има, меѓутоа не долго. Подобро за држава како Македонија, која што е мала, подобро да има професионални војници, меѓутоа сега гледам во одредени држави кои што се европски има одење ослужување на воен рок на пример 1 месец. Колку да се има Навики, некакви основни познавања за да бидат едуцирани во тој правец. Меѓутоа за троши државата на војска која што после не можеш да ја искористуваш, оти тоа се покажа дека е неефикасно, мислам дека подобро е да се инвестира во професионални војници. Ајде сега да одиме на политиката. Зошто докторот Арбен Таравари одлучи да влезе во политиката? Некако има чувство во општеството дека политиката ги користи медицинарите или докторите за преку нив да добие поени на политичката сцена. Каков е случајот со Арбен Таравари? Како се случи да влезете во политика? Видете, во политика јас бев член на помладок на ДПА, кога беше господинот Джафери. И после тоа, он кога се замина, 2007 година, ја комплетно се тргнав. И после тоа бев, воопшто не ме интересираше. Воопшто не сакав ни да слушнам за политика. Со господинот Джафери бевме многу блиски. Со господинот Арбен Джафери. Он во последните години од животот, значи се лекуваше кај нас на клиника, неколку доктори таму што му помагравме, меѓутоа и во меѓувреме често се случуваше да ме викне во канцеларија, во тетово дома, нешто што треба обично за здравствени проблеми, секогаш мене ме викаше, а бев и член на Централно председателство на ДПА од 2002 до 2004-2005 некаде и после се откажав и се тргнав. Тогаш ја зема партијата Мендух Тачи, воопшто не ме интересираше. Нема од това, не гледам ништо тука дека може да биде. И после тоа 2016-17 господинот Села ме замоли, он почна фракција во ДПА, да се вратиш, ги викаме одредени луѓе. Ја му кажа, види, мене не ме интересира. Ја добро стојам со професијата. Навистина бев меѓу докторите кои што највише прегледуваат во клиниката за неврологија. Со релативно млада возраст. Оти секогаш ги бараат по возрастите доктори, посебно во интернистички гранки, со презентации, со научна работа, релативно добро, со проекти кои што беа меѓународни проекти. Бев универзитетски професор. Така, реков, не ме интересира оваа работа. Вие терајте што можам, ќе ти помогнам. Меѓутоа, јас и не живеам, не сум во Гостивар. Нон-стоп сум во Скопје од 2002 година, континуирано тука стојам. Дури и не ги знам многу добро луѓето. Се имам пријатели, секоја сабота, недела одев за Гостивар. Се седнуваш, меѓутоа со ограничен број на луѓе. Се менуваат генерации. Меѓутоа, он инсистираше дека ти треба малку да помогнеш, па потоа ајде генерален секретар. Генерален секретар ме избра на партијата 2016 година, меѓутоа јас не одев и на состаноци, викав нека дојде некој друг, терајте работа, не ме влече оваа работа, не ме интересира многу. И навистина ми беше како товар. Дента кога треба да има централно председателство, ја бев под стрес дека треба сега да се патува, да се седне, и потоа политиката бара со различна категорија на луѓе да седнеш, да разговараш, трошење на време, на енергија. А кога работиш веќе здравство и кога работиш наука малку, колку што има во Македонија, тоа ти е терет, тоа е одземање време и трошење време. После тоа дојде, министер за здравство за 100 дена, и тоа искрено го сакав и ме интересираше и сакав да помогнам во здравството. И во тој период знам дека се прифати во општеството и од фелат релативно добро. За разлика од претходните министри што беа, беше спектакл прифаќањето 2017 година како министер за здравство. Ама изненадивте колку кратко останавте на 100 дена. 100 дена, потоа
Видете, правивме анкети, ние бевме нова партија. 2-3 години партија и анкети ни треба општини. Бевме дел од владата и по сите анкети моето име, а Невзат Бејта, замислите, беше единствен кандидат на СДСМ и ДУИ во Гостивар. Еден кандидат, немаше СДСМ кандидат во Гостивар. А ние бевме, јас бев кандидат на Алијанса. Дафина Стојановска беше на ВМРО. Асаф Адеми беше на БЕС. Шпати Исеини беше на РДК на Руфи Османи, на Весел Мемети Руфи не беше. И на ДПА имаше кандидат. 5 кандидати од опозиција, а единствен Бејта е актуелен градоначалник и подржан од СДСМ 2017 година со Заев во кулминација на својата кариера, која ги победи 70 општини, не, 60 општини. И ми викаат од партијата, добро е ти да се кандидираш, оти ќе не победи од прв круг, Бејта. И ја тогаш реков, добро, нема проблем, иако подолг период не живеам во Гостивар, ја ќе се обидам сега, дали ќе победиме, не знам. Нормално комуникација пациенти кои им треба помош во Скопје, тоа е веќе 10 години, не размислувам, ја од 2002 година им помагавме на сите луѓе кај што можеме. Прегледување дома треба кога одев дома во Гостивар, ме викаа одредени пациенти кои што се неподвижни, дали може да дојдеш дома да го прегледаш. И сега продолжувам исто. Ми се случува често да одам Гостивар и да ме викаат да посетиш, одам и тоа го правам. И прв круг помина со 450 гласа Бејта пред мене. Заеднички кандидат на СДСМ и ДУИ. И тогаш веќе очигледно. Беше јасно дека имате голема можност. Па секако, видите, тука ми помогна искрено и големото семејство, меѓутоа и голем број на другари, меѓутоа и многу луѓе кои што гледаа некаква надеж да се промени, нели? Он беше подолг период Бејта во политика. Така да победивме Гостивар и тоа више толку на професионално ниво, нормално веќе не си тоа што беше, не можеш да сјаеш како кога си редовно во работен однос во клиника. Помина еден мандат, втор мандат веќе беа после парламентарни избори 2020. Ние очекувавме да победиме, не победивме со ДУИ. Тогаш повторно инсистирање од структурите во партијата дека треба повторно да задржиме Гостивар, да го имаме Врапчиште и Боговиње. Беа општини, 3 општини беа малку. Затоа и 2020 ние добивме околу 80.000 гласа како Алијанса за албанците. 2021 втор мандат, иако воопшто не сакав, воопшто ти ме измори, ние не бевме мандат на седење во Гостивар, беше мандат од 4 годишно континуирана кампања. Значи секој ден беше кампања, секој ден беше терен во Гостивар и вториот мандат го за 16 гласа не поминавме од прв круг. И сега ми кажуваат одредени луѓе кои што се со изета порано биле во ДУИ дека направиле некоја нешто во средиле за да не поминам од прв круг во Гостивар. Меѓутоа сега многу сум среќен што таму оставив човек кој што е фантастичен, ВД градоначалник, кој што ужива огромна поддршка од граѓаните, кој што гледам на анкетите, јас не сум добивал таква поддршка никогаш, околу 60% на граѓаните му веруваат на новиот градоначалник, на ВД и се надевам идниот градоначалник. Видете, во образование, во универзитетот, па и во политиката, пресреќен си кога генерациите кои што ги едуцираш и ги подготваш се подобри од тебе. Например, имам студентка Маја, која што е во Америка. Напредува и верувајте, сум пресреќен на успесите што ги постигнува. Харис е студент кој што е во Каролинска, во Стоколм. Јас сум пресреќен кога слушам за успесите на Харис. И многу други, сега да не ги спомнувам по имиња, има доста студенти кои што се универзитетски професори и многу подобри од мене. И верувајте, поголема среќа од тоа нема за еден наставник и професор. Исто и во политиката, кога гледам околу мене луѓе кои што навистина се многу подобри од мене,
кои што ќе бидат идни политичари кога Арбен Таравали ќе се врати на професијата, тоа ме прави пресреќен. Ја мислам дека како Алијанса за албанците успеавме да створиме нова генерација на политичари. Веќе имаме значи аналитичкиот центар ни го води 25 годишен. Фантастично момче. Надворешна политика ни води човек кој што заврши во Малезија, потоа магистрира во Лондон. Значи министерот кој што е за транспарентност се врати од Брисел. Таму е роден, таму живеел, таму работел, има фантастични конекции со целиот свет. Потенцијалниот кандидат за градоначалник во Гостивар, се надевам и иден градоначалник. И одредена генерација, сега да не ги спомнувам, повеќе добро образовани и морални луѓе на кои што треба да им ја дадеме понатаму партијата да ја водат. Мислите дека направивте добра проценка на последните избори со формирањето на коалицијата вреди и каква порака според вас испрати тој резултат изборен на коалицијата вреди на последните избори? Видете, например во албанскиот блок е комплетно друга приказна за разлика од македонскиот блок. Во македонскиот блок нормално е секој 8 година се менува. Значи, како почна Бранко Црвенковски, Клюсев неутрална влада, Бранко Црвенковски, па дојде потоа Љупчо Георгиевски, па потоа повторно СДСМ, па повторно ВМРО, па повторно СДСМ, так се на 7-8 години, рече, ајде 10, нека бидат максимум. Во албанскиот блок имаше проблем, сериозен проблем. Али Ахмети од 2002 година. Само 2006-2008 година и пол не беше. Видете, беше период после Охридскиот договор. Направија стандард да клиентелизмот биде начин на добивање на гласови, што не е во македонскиот блок. Во моментот што ти имаш 3000 вработени што земаат плата, а не одат дома, тоа беше лошо и за тој што зема плата, завршил правен факултет, работи како таксист и зема плата, а не оди воопшто на работа. Значи, овој стандард што го воспостави господинот Ахмети инфилтрира луѓе на секаде. Значи, судови, училишта, универзитети, секаде кај што имаше можност. И ние бевме во албанскиот дел фатена полиција, инспекторати, обвинителство, судство. Значи, ти ако излегуваш, ја бев, например, опозиција 2017 како градоначалник. Образование се обидуваш доктор на науки да ставиш професор по физика, он ти зема ингеренции. Он е, например, не се сеќавам на името, професор по физика, кој што денеска, не денеска, пред 2 години беше од бившиот председател Пендаровски како научник кој што објави највише трудови во Македонија. Одликуван. Замислете, дуи не го примаше на работа. Сега е универзитетски професор. Меѓутоа, ја мислев дека тој треба да даде допринос за својот град. Ми зема ингеренции во образование. Не остава буџет да се гласа. Значи, секој ден во општина Гостивар доаѓаше организиран криминал и финансиска полиција. Нека земаат статистики од 2017 беше овој Арафат Муареми, еден каубој од СДСМ. Секој ден се случуваше на ден, например, да има 3-4 инспекции од разни институции. Што сакав да кажам со ова? Али Ахмети направи такви околности да никој ни да не замисли дека може да му излезе против. И ја мислев дека овој период и поголемиот број на членството во Алијанса мислеа дека сега е моментот, бидејќи излезе, значи го оштети него. Пеќе Беса и Алтернатива беа споени заедно и беше моментот да се направи политичката ротација кај албанците. Не велам дека ќе биде подобро. Меѓутоа, има потреба од промени. И да не биде државата фатена. Полека да се деинсталира од структурите на институциите дуи. И затоа одлучивме, искрено, и повеќето препораки од сите луѓе кои што ме поддржуваа и ми беа соработници,
беше дека треба да се направи ротацијата. Ако повторно победи господин Ахмети, следните 10 години више нема да има ни опозиција. И хипотетично да оде вие со Дуи на избори, ви гарантирам дека Дуи ќе имаше некаде 24-5 пратеници. Опозицијата лен беа тогаш, Алтернатива Беса и Демократското движење на Изет Меджиди, сигурно ќе останеа 5-6 пратеници. Имаше и анкети кои што ги гледавме. Знаете како, моето префрлување во февруари минатата година кон оваа страна направи револуција во албанскиот блок. Несигурност кај Дуи, иако тогаш се обиде и турците да ги земе, и ромите, и бошњаците, по секоја цена сакаше да биде со пратеници на 20. Меѓутоа, ја мислам дека нашето префрлување во опозицијската група акцелерира процес на промени. И мислам дека да не беше тој момент, денеска ќе беа во влада Дуи Алијанса со ВМРО со над 80 пратеници. Ама дали се смени нешто? Затоа што повторно читаме такви изјави во однос на тоа дека последната изјава на Изет Меджиди кој што вели ќе вработиме повеќе албанци во државните институции отколку што Дуи вработиле во последните 8 години. Видете, треба ли така да се размислува се уште во општеството? Албанци треба да има во институции. Например, нешто што не кажав... Дали тоа треба да биде ветување на партиски лидер, дека ќе вработи повеќе отколку што вработиле претходните од него за 8 години? Добро е што веќе има професионалци албанци кои што се можеби и во повеќе области подобри отколку македонци. Неспорно, вие сте жив пример за тоа, доктор на неврологија, сите македонци пациенти доаѓаат кај вас, така ли? Не, само имавме феномен, например, ја не го кажав тоа, 92 година, низ цел клинички центар немаше ниту чистач албанец. Не збориме за доктор, сестра, или ги имаше во прсти. Денеска е соштаме поинаква слика. Можеби и поголемиот дел се албанци на клинички. Не се поголемиот дел, меѓутоа има и што треба да биде и од македонци и од албанци. И што треба и што не треба. Значи има и од македонска страна луѓе кои што не заслужуваат да бидат таму, како што има и албанци. Меритокрација мора да го воспостави. Тоа е најважно, да знаат граѓаните дека квалитетните луѓе се на вистинските места. Ние зборуваме и по партиски собири. Ние зборуваме за застапеност. Треба да има застапеност. Меѓутоа треба да бидеме искрени од двете страни. Апсолутно. Не да се злоупотребува. Ние претендираме сите да почнеме преговори со Европска унија. Погломазна администрација од Македонија и поинертна нема ни една држава. Ние ако почнеме преговори, хипотетично утре, сите посакуваме. Не ги зборувам за политичките моменти. Потпишуваме дека почнуваат поглавија. Ќе дојде поглавија администрација. Што правиме ние? Ние треба да отпустиме половина од администрацијата што ја имаме. И искрено, и во општина, и во министерство, и во секоја институција, 20 до 30% од луѓето работат и ја одржуваат институцијата. 70% не македонци, албанци, сите што работат. 70% нишаат врата и земаат плата. Ние и ВМРО треба, и СДСМ, и ДУИ, и Алијанса, сите треба да размислуваме. Луѓе, приватниот сектор има огромен дефицит на кадар. Молат за работа. Ја и во партијата им кажувам, ако сакате и приватни работи, не молат, компании имаат што немаат вработени. Зошто да одиш во администрација 400 евра, кога можеш во приватна компанија 700 евра? Ја, например, на моите деца сум им кажал дека никогаш не барајте државна работа. Не барајте оти, ќе ве направи паразити. Не ви треба државна работа. Понатаму, никаде во ниедна држава, европска, па и тие што се добро профилирани држави, развиени држави, во јавна администрација не размислуваат луѓето само во јавна администрација. Меѓутоа, туи направи стандард, клиентела. Значи, вработувај се, не работи ништо, седи тука, земи плата, ама кога има избори, договор земи, седи си. Ова беше веќе стандард. Во македонските партии има, меѓутоа не толку изразено колку кај албанци. Со ова не сакам да кажам дека не треба да се вработуваат. Напротив, тие што се добри, квалитетни кадри,
Ајде да ги вработиме и албанци и македонци. Меѓутоа ќе дојдеме во стадиум наскоро што треба пола администрација мора да отпушти. Нема да има вработување или ќе има многу малку. Тие малку што ги вработуваме, ајде да ги вработиме најквалитетните што ги имаме меѓу нас. Вие сигурно сте жив сведок на тоа како погрешни политики може да уништат цел сектор, како што е здравството, колку е падната довербата кај граѓаните во здравството во Македонија. Има ли според вас воопшто надеж да се врати повторно таа доверба дека здравствениот систем функционира за пациентите? Мисијата која што ја имам сега е многу тешка. Да не речам невозможна мисија, меѓутоа секогаш има надеж. Секогаш има надеж, меѓутоа за да успее една мисија треба помош и од премиерот секогаш. Значи и од финансии. Значи не може нешто да се смени доколку немате поддршка, и ако тоа не е приоритет на државата. Да. Иако не е во 3-4 приоритети на политиките на владата. А здравството би требало да биде во? Секако дека треба да биде. Видете, 1800 вработувања за една година. Владата ќе биде јуни една година ќе направи. Во кој сектор имате 1800 вработувања? Бидејќи декомпензира системот. Значи, нас ни се случува одредени болници или одели или клиники да немаат болничари, сестри и се во состојба да не функционираат. Треба да ги затворат. Да не зборуваме и за доктори. Меѓутоа, ние и здравственото осигурување треба реално да размислиме да го покачиме. Јас се сеќавам до 2009 или 10 Груевски ги снижи давачките што ги даваме од нашите плати. Со тој процент е неодржлив системот. Значи, бараме лекови за позитивна листа нови. Бараме ретки болести да се третираат. Бараме онколошки пациенти. Бараме хематолошки пациенти. За сето ова треба да обезбедиме финанси. Бараме реновирање, нови апарати, нови инвестиции. За ова треба од некаде да се земаат пари. Значи, не е дека буџетот е ки имаш парите тука, ги земаш. Треба да се генерираат. Треба да најдеме начин со кој што ќе одржиме, ќе се обидеме да го направиме системот да биде одржлив. Да можеме сите овие побарувачки да ги покриеме, меѓутоа со давачките кои што се веќе поголеми политики. Овде треба премиерот да размисли дали треба ние од 6% колку е да одиме на 8%, како што беше порано, како што беше пред 2009-10 година. Ова се поголеми политики, меѓутоа мисијата е тешка, ја го сакам здравството и многу ми значи кон крајот на мојата политичка кариера да оставам некој добар белег во здравствениот систем. Јас сум свесен дека не можеме да го оправиме и да биде шведско или гледам се опозицијата критикува. Па ова е 7 месеци, ако очекувате ние да направиме шведски здравствен систем или дански, не бива, никој не може. Било кој да дојде да биде министер за здравство или премиер, невозможно е. Меѓутоа, сите ние можеме барем стратегија да направиме, барем неколку реновирања, барем тоа што е кажано, што е итно, што мора да се направи, позитивна листа направивме. Вработувања кои не можат да функционираат здравствените институции. Колективен договор, имаше многу незадоволство меѓу синдикатите. Значи, одредени работи и стратегија со која што ќе се придржуваме, ќе барам за стратегијата поддршка и од сите политички партии. Значи, оваа не е политика, оваа е здравство. Ќе ги повикам сега, зборуваме како здравствени комисии на сите политички партии. Ајде, што е најдобро, имаме мислење од СЗО, Светска здравствена, имаме мислење од Европската комисија, од експерти, здравствени експерти. И имаме мислење од експерти од нашата држава, кои што немаат врска со политика. Се експерти, да речам така, кои што имаат авторитети во здравствениот систем, кои што подготвуваат. Ајде да ги земеме сите овие три, да направиме еден документ, било кој да биде министер за здравство, да се знаат приоритетите по кои чекори ќе одиме за да се подобри здравствениот систем, а за тоа ќе треба доста време. Да, добро е дека сте искрени и дека сте реален во и најавите и очекувањата.
гледам колку време помина од нашиот разговор, да не излезе дека не сум ве прашал, морам да ве прашам. Во однос на комуникацијата со Зијадин Села, чувствувате дека тој ви изигра вас, вие го изигравте него во овие политички случувања изминатите години и дали воопшто комуницирате во последниот период? Последната комуникација е 5 февруари 2024 година. 8-9 години бевме многу блиски пријатели и пред тоа. Обично, кога ќе затворам поглавиот со некој пријател со кој што сум бил многу близок, никогаш не зборувам ништо лошо, така да ја му посакувам среќа и здравје и на него и на неговото семејство. Нашите патишта 5 февруари се разделија, тој мислеше дека со Ахмети е подобро да се оди. Ние мислевме дека треба промена во албанскиот блок, така да сега само можеме да се надпреваруваме во политиката. Има 3-4 луѓе во животот со кои што сум бил близок пријател и што не зборувам. Со никого не затварам никогаш врата. Секогаш отварам, може би некогаш се дистанцираме, меѓутоа не се лутам и не ги бришам. Така да Зијадин Села е едно од поглавијата 3-4 кои што се затворени во мојот живот. Така да му посакам, уште еднаш му посакам само здравје и на семејството, бидејќи сум бил во куќа кај него и тој бил кај мене и сме се дружели. Се што ќе кажам лошо или добро не е на добро. Сега да си посакаме здравје за сите нас и да се надеваме дека ќе не служи добро здравјето. Какви се амбициите, плановите на Арбен Теравари за во иднина? Генерално сакам партијата комплетно се реорганизира после поделбата. Конгрес одржавме. Мене мандатот ми е до 2026 година како председател на партија. Има многу луѓе кои што ги вративме, беа оддалечени од партијата, ги вративме и многу нови луѓе кои што ни се приклучуваат. Гледам анкети што правиме, релативно добро се движиме, полека, бавно, меѓутоа добро, позитивно. Би сакал да оставам нова генерација на млади, поспособни луѓе кои што ќе ја продолжат политиката на Алијансата за албанците. Јас за себе поминав низ политиката се што требаше. Значи, втор пат сум министер, 2 пати бев градоначалник. Ви велам, многу ми значи периодов да оставам добар белег и добри резултати во здравствениот систем, а во политиката ќе видиме. Не можам да кажам што ја посакувате? Немам функција што посакувам. Дури мислам дека имам и притисок од семејството што поскоро полека да им оставам помладите да ја водат политиката. Меѓутоа со ова не кажувам дека се тргнувам веднаш сега. Ќе видиме кога ќе биде прикладен моментот. Добро организирана партијата. Сега работиме интензивно на помладоци и форум на жената. Така да се надевам дека помладокот ќе продолжи. Меѓутоа сигурно до крај на мандатот како председател на партија не се повлекува. Сега ме наведовте на уште едно прашање. Имаше разни информации во јавноста, му се слошило на Арбен Теравари, имал здравствени проблеми. Каде е вистината? Јас сум човек како сите други луѓе и ја навистина имав здравствен проблем. Сега, фала Богу, сум подобар, користам терапија и се надевам дека ќе биде подобро и се надевам да не се случува и да не се повторува. Господин Теравари, ви посакувам да ве служи здравјето, да биде добро, да ги остварите целите кои што сте ги поставиле пред вас и на професионален и на приватен план. Ви благодарам многу што се дружевте со нас, што ни овозможивте да дознаеме нешто повеќе за приватниот живот на Арбен Теравари, за дел од политиката која што не сме ја знаеле и што ги споделивте овие информации. Ви благодарам уште еднаш за овој пријатен разговор. Почитувани, ви благодарам што бевте со неформално на Сител подкаст.